Добар ден, почитувани, започува уште едно ново издание на емисијата 0 плюс месеци на телевизија Телма. При најмало невнимание на родителите може да се случи детето да падне и да повреди главата. Како треба во тој момент да постапат? Кои симптоми укажуваат на сериозноста на ситуацијата? За повредите на главата кај децата денеска зборуваме со доктор Људзим Агај, неврохирург од Аџибадем Систина. Добар ден и добре ни дојдовте. Добар ден. Доктор Агај, често пати се случува децата ненадејно, односно бебињата ненадејно да се свртат од креветот и да паднат, или додека родителите ги пресоблекуваат, неочекувано да се завртат, бидејќи тие најчесто не мрдат во првите месеци. Постои ли некоја критична висина, која што, да речеме, е опасна за пат на беби, или пак е седно од која висина ќе падне доколку подлогата е цврста, да речеме, се работи за плочки или за паркет? Не постои некој одреден параметар што се однесува до висината. Тоа е релативна работа. За илустрација, деновиве на вести слушнавме дека починала стюардесата на ЈНА Весна Вуловиќ. Таа преживеа височина од 10.000 метри пад, што не значи дека тоа е правило. Како и да е, тој податок за височината на падот е многу битен за нас лекарите, за да процениме тежината на евентуалната повреда кај детето. Тоа е еден податок и така, тоа е првото прашање, од колкава висина падна детето, тоа што го поставувате? Апсолутно, не исто 30 сантима, пола метар или 2 метра. Тоа е првото и најбитно прашање, после кое обично следи второто прашање дали при тоа детето имало загуба на свест. Ако се работи за бебенце, дали детето плачело после тоа, плачот е знак дека детето е свесно. И после дали и кога престанало детето со плачење. И тоа е многу битен податок дека еден континуиран таков начин на однесување значи можност за некоја подлабока повреда. Така. Како родителите треба да постапат кога бебето ќе падне? Што треба да направат? Нема идеална превенција за да се спречи тоа. Имаме многу, да кажеме, некои превентивни мерки на западот од смисол на baby proof house, child proof house, со низа заштитни мерки како да се намали можноста за повреда на децата, но ниедна од нив не може да функционира идеално. Добрата вест е што најголемиот дел од повредите на главата кај децата поминуваат без никакви последици. Една, да кажеме, класификација би подразбирала надворешни и внатрешни повреди на главата. Надворешните повреди подразбираат обично тука страда поглавината, меките ткања на главата, додека черепот по дефиниција би требало да е интактен, да нема значи скршеници, додека внатрешните повреди се поозбилни, посериозни. Тука имаме освен скршеници на черепот, можно за повреда на внатрешните структури, на мозокот, на делови од мозокот, на крвните садови и така натаму. Така, кога родителите ќе видат дека бебето паднало, дали сега треба да се направи анализа дали паднало на глава или паднало на стомак? Може ли тоа да се процени на некаков начин? Дали треба веднаш да го однесат на лекар или пак треба да почекаат да видат како ќе се развива ситуацијата, доколку сега зборуваме, доколку не изгубило свест, доколку не повратило? Така. Ако имаме едно сценарио со пад на детето и еден родител кој е внимателен, кој најдобро си го знае своето дете и треба да си го процени детето, да процени состојбата. Во тој контекст, ако немаме загуба на свеста, тоа е добар почеток. Вториот момент, ако се појави некоја џумка на главата,
Во тој момент најубаво е да се процени колкава е џумката и по можност да се стави мраз локално, но тој мраз не би требало да биде директно поставен на кожата, туку обвиткан со некоја ткаенина. Оти директно мраз на кожата на детето, на бебето, може да направи некоја локална реакција, инфламаторна. После, треба да се внимава понатаму дали родителот приметува нешто необично во однесувањето на детето. Дали повраќа. Дали однесувањето исто како што било до тогаш, или има некој нов момент, чудно однесување. Дали спие претерано. Ако не може да се разбуди, да кажеме, од тоа спиење, веднаш треба да се побара лекарска помош. Тука имаме и еден момент. На Запад, да кажеме, се дава една поголема одговорност на родителите во смисол на внимавање на состојбата на детето во текот на следниве 24 часа после повредата. Кај нас, да кажеме, родителите имат навика веднаш да побарат лекарска помош, што мислам дека не е лоша идеја, што е сигурно е. Сега доаѓа моментот кога настапуваме ние лекарите. Прва реакција од родителите веднаш би сакале да се разјасни тежината на повредата со снимање. Доаѓаме до тоа снимање. Дали е неопходно снимањето? Снимањето би требало да биде резервирано само за тие случаи каде што има потреба, апсолутна индикација. Зошто? Ниту снимањата радиолошки не се наивни, посебно на оваа рана возраст, и тоа зрачење, ако е непотребно, тогаш може и да е штетно. Значи, најбитно е лекарот да процени невролошката состојба на детето, со податоците што ги добива од родителите, со клиничкиот преглед што го прави, со невролошкиот преглед, лекарот проценува дали вреди да се сними детето или не. Јас како неврохирург во најголем број од случаите не препорачувам снимање. Но доколку има некое сомнение дека повредата е потешка, ако е засегната свесноста, будноста на малиот пациент, ако има од тие знаци од кои се обично плашиме, грчеви, проблеми со видот, со силата на рацете, на нозете и така натаму, тогаш дефинитивно нема никаква дилема, треба да се направи снимање со компјутеризирана томографија. Таа е сигурна метода која ги прикажува евентуалните внатрешни оштетувања. Да започнеме прво со оние помалку сериозни повреди како што е потрес на мозок. Так. Ми се чини дека тоа најчесто се случува кај децата кои што веќе прооделе, кои што не може да се додржат на рака кога паѓаат, па често судираат по глава, но и кај поголемите деца, возење велосипед, па си минување по скали, значи има милион начини да се повредат децата и да паднат на глава. Споменавме повраќање, малакса, но сето тоа може да биде причина за потрес на мозок. Каква состојба е тоа? Како се дијагностицира и што се препорачува во тие моменти? По дефиниција, потресот на мозокот подразбира губиток на свеста после повредата. Тој губиток на свеста може да потрае од неколку секунди до нешто подолг период. И тоа е многу битен податок за лекарот, посебно за нас, неврохирурзите. Вториот момент е доколку е детето повозрасно и може да направи, да кажеме, некоја реконструкција на настанот, тогаш проценуваме дали има така наречена посттравматска амнезија, односно дали се сеќава што се случило после ударот.
обично при потрес на мозокот не можат пациентите да се сетат на одреден период после повредата. Значи, тоа е дефиницијата на потресот на мозокот. Моментален прекин на мозочната функција, како прекин на филмот, да кажеме. Тука треба да нагласиме дека потресот на мозокот по дефиниција не остава никакви последици. Многу е битно од кога ќе се процени дека се работи за потрес на мозокот, тоа дете да биде под надзор на лекарите, не толку поради самиот потрес на мозокот, но таа тежина на повредата имплицира една наша загриженост да бидеме внимателни во текот на следните 6 или 12 часа, за да не се случи некое дополнително крварење, некој дополнителен проблем во внатрештост на черепот. Ако е состојбата стабилна, да кажеме, на детето, и ако јас како лекар проценам дека родителите се компетентни, грижливи, совесни, тогаш нема подобар начин за грижа на детето од грижата на самите родители. Тогаш им препорачувам да си одат дома и им давам препорака на што треба да внимават. На што треба се внимава? Треба ли во затемната просторија да се седи, да не гледа детето телевизија? Тоа беа препораки кои што некога се дава, важат ли се уште? Да. Така наречената фотофобија, значи може на детето да му пречи светлото, затоа се препорачувам полузатемнета просторија, може галамата да му пречи. Сите овие аспекти се обидуваме да ги намалиме, овие надворешни влијанија. Детето треба да е во мирно окружение, без галама, без непотребно светло, без изложување на компјутер, телевизија и така натаму. И не треба да се плаши родителот ако детето заспие. Напротив, детето е веројатно изморено од целава, да кажеме, драма и има потреба од сон. Но при тоа јас препорачувам да се внимава на начинот на кој детето спие. Родителот си знае наубаво како спие детето, фреквенцијата на дишењето, начинот на дишење, дали е нормален, дали има нешто необично, забрзано дишење, и бојата на кожата. Дали има некоја промена. Воколку се приметува некоја промена, тогаш треба да се побара лекарска помош. Ако детето си спие мирно, не повраќа, и тука треба да се подразбуди на секој 2 до 3 часа, за да се видат реакциите при будење. Доколку се нормални, вообичаени, тогаш не треба никаква паника. Така. Што се однесува до немалку посложени, покомплексни повреди, како што се хематом поради пад во глава, како се постапува во таков случај? Колку се сериозни овие состојби? Тие се мощни сериозни состојби и при тоа се првин, дефинитивно, тоа дете треба да се хоспитализира, да се наблюдува. Хематом значи крвавење во внатрештост на черепот, може да биде во различни делови, ги викаме епидурални, субдурални, интрацеребрални, во зависност од локацијата. При тоа е битна не самата локација на крвавењето, туку и големината. Има хематоми кои се помали, кои ги обсервираме, ја обсервираме клиничката слика, состојбата на малиот пациент и понекогаш не ги оперираме. Но, доколку истиот субстрат, хематомот е поголем, имаме клинички знаци дека тој го загрозува здравјето на детето, тогаш мора да истиот го отстраниме со операција. Како е вашето искуство, колку се чести сериозните повреди кај децата, или сепак најчесто поминуваат со само некоја џумка или модрица на главата? Моето искуство зборува дека прилично се изложени децата што спортуваат. Спортувањето е одлично за развојот и
Децата имаат потреба од тоа. Би било упатно да имаат некои превентивни мерки, како носење на заштитен шлем при спортување, при возење велосипед, скейтбординг, што знам други спортови кај нас, хокеј, да кажеме, слабо се применува. Понатаму, да не ги заборавиме сообраќајните несреќи, каде што кај нас, колку што знам, не важи правилото децата позади да бидат врзани со сигурносен појас. Мислам сега дека донесу еден закон со кој што има родителите задолжително мора да имаат селиште, но не знам до која возраст, не сум сигурна. Еве јас како родител го применувам тоа од секогаш, уште од пред 15 години. Значи тоа е дополнителна мерка на сигурност која е многу битна. За малите деца нормално имаме од овие безбедностите седишта во автомобил кои се најдобра заштита. Так. Инаку замислите дете при сообраќајка оставено неврзано, тоа лети во колата и може се и се што да се случи. Би било навистина трагедија, нешто што може да се спречи, да не се внимава и да се случи тоа непосакувано сценарио. Имаме гледач на линија. Добар ден, повелете, кој се јавува? Добар ден, се јавувам од Прилеп. Имам едно прашање за докторот. Повелете. Добар ден. Имам 2,5 месеци бебе, скоро 3 месеци. Родени сме со хематоми на главчето. Хематомов имаше 2,5 сантими, 2 сантими и 7 милиметри. Го снимавме само на ехо. Мозачево не ни е снимано, докторката ни препорача дека немало потреба. Сакам доктора да го прашам дали да го снимаме мозачето или Господи, дека на ехо. извинете, во кој дел конкретно се наоѓа хематомот? Што е диагнозата? Дали е кефалхематом, дали е во внатрешноста на мозокот или на черепот некаде? Имате тоа е многу битно. На болесниот дел на черепот му е хематомчето од десната страна. Во мозокот? Рековте? Молам? Во кој дел од главата? Од десната страна на темето позади му е... Надворешен, ако не се лажам, надворешен хематом. Ако е надворешен, тогаш нема... Надворешен е. Може да е така наречен кефалхематом. Тоа треба да се процени од страна на неурохирург. Обично тие се ресорбираат спонтано, сами исчезнуваат, но во многу ретки случаи треба некоја интервенција. Обично даваме шанса на самиот организам да се избори со тој проблем и обично тоа поминува без проблем. Но сепак мислам дека вашиот лекар ќе процени дали е потребно понатаму некое испитување или не. Така. Ви благодарам што се јавивте. Претпоставам дека сте задоволни од одговорот што го добивте од докторот. Јас би сакала сосема на крај да ве прашам и зошто на родителите не им се препорачува да ги клацка децата на колената. Каква опасност има тука? Прочитав дека може всушност да дојде до потрес на мозок, до некоја таква повреда. Има една едноставна анатомска карактеристика. Односот на главата спрема телото кај децата е поинаков него кај возрастните. Главата кај децата е поголема. Тој однос е поголем него кај возрастните, што и самата глава ја прави поподложна на евентуални повреди. Не е повреда само директниот удар, но тоа клатење на главата може да предизвикува внатрешни некои, ги викаме акцелерациони, децелерациони повреди на мозокот од самото движење. Така да главата на децата е поосетлива на овие движење и јас дефинитивно не би препорачал таков начин на играње. Така, истото она што е фрлање на детето Никако, и тоа за мене е неприфатливо. Така, значи постои и можност тука за не мора повреди. да значи дека сите деца се исти, но да кажеме од 100 случаи еден
да направи некој проблем, мислам дека е доволно за да не се пристапи кон такви авантури. Така. Мислам тоа е неозбилно. Секако, апсолутно се согласувам. Ви благодарам што бевте дел од 0N+, Благодарам и што на на вас. многу сликовит начин ги објаснивте сите аспекти од оваа проблематика. Пат на дете, на глава и повреди поврзани со тоа. Се надевам дека ќе се видиме повторно во некоја друга прилика кога ќе зборуваме на некоја друга тема. Благодарам. Ви благодарам и вам што не следевте. Гледајте на секој работен ден од 12 до 12:30 на телевизија Телма. Пријатно!